Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Минатиот пат читавме за чудото со кое Господ Исус го исцели човекот кој беше слеп од раѓање. Како резултат на тоа, религиозните водачи се најдоа во многу незгодна позиција, бидејќи требаше да признаат дека човекот навистина беше исцелен и не можеа да го порекнат чудото. Неговите родители сведочеа дека нивниот син беше роден слеп и дека почна да гледа, но не сакаа да кажат дека Исус го стори тоа. Не сакаа да заземаат страна, бидејќи тоа носеше ризик од исклучување од јавниот религиозен живот во контекст на храмот или синагогата. Затоа религиозните водачи се обидоа да ја сменат насоката во која се движеа разговорите. Не го порекнаа чудото, но се обидоа да го обвинат Исус дека е грешен човек и со тоа сакаа да не ја добие славата за тоа што го стори. Стих 24. Тогаш повторно го повикаа човекот што беше порано слеп и му рекоа: прослави го Бога, ние знаеме дека оној човек е грешен. На некој начин, како да му велат: добро, во ред, свативме дека си роден слеп, а сега гледаш. Навистина се случило чудо, но немој да го славиш оној човек, туку прослави го Бог. Рекоа дека Исус е грешен и токму тоа е нивната грешка. Всушност, човекот навистина го прослави Бог, зашто Исус е отелотворениот Бог. Религиозните водачи сакаа да го тргнат Исус настрана, но безуспешно. Слушнете ја реакцијата на исцелениот. Ова е втор пат како го испрашуваат во врска со чудото. Мислам дека веќе му стана досадно да им одговара на нивните прашања. А тој одговори и рече: дали е грешен? Не знам. Поентата е што тој се уште не се сретна со Исус, ниту пак го виде. Подоцна ќе ја има приликата да се сретне со Исус, но засега им го кажува тоа што го знае. Неговото сведоштво е навистина прекрасно и гласи: но знам дека бев слеп, а сега гледам. Тоа е неговото сведоштво, а и тоа е сведоштвото на секој грешник кој е спасен по Божја благодат. Бев слеп, а сега гледам. Живее во духовен мрак, а сега сум во духовна светлина. Не го познавав Христос, но сега знам дека е мој спасител. Ова е навистина едноставна изјава, но длабока и од исклучителна важност. Некогаш не им обрнуваме доволно внимание на овие едноставни зборови. Бев слеп, а сега гледам. Тоа е најпрекрасното нешто што може да ни се случи. Да можеме искрено да кажеме дека сме биле слепи, но сега гледаме. Денес во црквата луѓето често се склони да кажуваат многу долги сведоштва. Не знам за вас, но мене некогаш ми е тешко да ги слушам. Неретко сведоштвата се кажуваат на тој начин што целта е да изгледаат привлечно. Пред многу години, кога бев пастор во една црква, една вечер се случи напред да истапи човек, кој беше познат како коцкар и измамник. Излезе пред целата црква за да му го предаде животот на Христос. Веднаш потоа еден евангелист го повика да го каже своето сведоштво на голем евангелизаторски собир. По некое време го поттикнавме да го сподели сведоштвото и во нашата црква. Мислам дека начинот на кој го кажа сведоштвото беше одмерен и искрен. 2 години подоцна, некој ме праша дали сум го слушнал сведоштвото на овој поранешен коцкар и измамник, на што одговорив потврдно. Соговорникот ми кажа дека тоа е едно од најчудесните сведоштва кои ги слушнал. Откако му кажав дека сведоштвото е убаво, но не би рекол дека е едно од најчудесните, ме охрабри да одам на некој собир, каде истиот човек ќе го сподели своето сведоштво. Се согласив и отидов. Откако го слушнав по втор пат, можам да кажам дека човекот изгледаше исто, но неговото сведоштво не беше исто. Дознав дека тој бил еден од најпознатите водачи на гангстерски банди во градот. Вечерта кога лезе во црква, се замерил со водачите на некоја друга банда и тие го барале да го убијат. Токму затоа влегол во црквата, слушнал за Исус и одлучил да му го предаде својот живот. Не сум сигурен дали се новородил таа вечер, но знам дека неговото сведоштво звучеше многу поразлично и покомплицирано од првиот пат кога го слушнав. Не велам дека имам нешто против таквите сведоштва, но сакам да кажам дека во суштина сведоштвата треба да се релативно едноставни, како на слепиот кој беше исцелен. Тој беше многу директен и го кажа своето сведоштво на многу едноставен начин. Бев слеп, а сега гледам.
Тоа е најважното нешто кое секој кој верува во Исус може да го каже. Секој кој верува во Исус бил слеп, а сега гледа. Стих 26. Пак му рекоа: "Што ти направи? Како ти ги отвори очите?" Религиозните водачи повторно го прашаа истото. Прават се што можат за да најдат некаква грешка со која ќе се обидат да го порекнат чудото кое се случи. Да живееја во денешен контекст, овие религиозни водачи можеа да отидат на некој либерален теолошки факултет и таму професорите ќе им кажеа дека чудата на Исус воопшто не се случија и ќе им дадеа некое навидум, логично објаснување што навистина се случило. Но тие не можеа да го порекнат чудото, зашто разговараа со човек кој се родил слеп, а сега може да гледа. Мора да има некакво објаснување за таа драстична промена. Всушност, имаше многу добро објаснување, но нив не им се допаѓаше и затоа повторно го прашаа што се случи. Тој им одговори: "Јас веќе ви реков и не чувте. Зошто сакате пак да чуете? Да не сакате можеби и вие да му станете ученици?" Исцелениот беше саркастичен кон религиозните водачи, кога ги праша: "Да не сакате можеби и вие да му станете ученици?" Се разбира дека не сакаа да станат ученици на Исус. Тие се обидуваа да најдат причина да го осудат. А тие го укорија и му рекоа: "Ти си негов ученик, а ние сме Мојсееви ученици. Ние знаеме дека со Мојсей говорел Бог, а овој не знаеме од каде е." Го прашаа како му ги отвори очите и исцелениот им кажа. Но одговорот не им се допадна. Всушност, религиозните водачи беа тие кои беа духовно слепи, бидејќи не гледаа, и духовно глуви, бидејќи не слушаа. Одговори човекот и им рече: "Тоа е и за чудење, што вие не знаете од каде е, а мене сепак ми ги отвори очите." Со други зборови, како религиозни водачи, тие се оние кои требаше да го прифатат и да им кажуваат на другите за Исус, односно да бидат негови рекламни агенти. Наместо тоа правеа се што можат да го осудат и убијат. Ќе ги прочитам стиховите 31 и 32. Знаеме дека Бог не слуша грешници, но оној што го почитува Бога и ја исполнува неговата волја, него го слуша. Откако е веков, не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Ова е навистина чудесно. Човекот се родил слеп, а сега можеше да гледа. Неговата логика има смисла и тој на некој начин ги поучи религиозните водачи. Тој само знаеше дека Исус го исцели, но се уште го немаше видено. Само го почувствува неговиот допир, го слушна неговиот глас, кој му рече да се измие во бањата во Силоам. Слушнете го логичниот заклучок на исцелениот. Иако тој не беше од Бога, не ќе можеше да направи ништо. Религиозните водачи беа збунети и не знаеја што да му одговорат на тоа. Иако тој не беше од Бога, не ќе можеше да направи ништо. Одговорија и му рекоа: "Сиот си во гревови роден, па зар ти нас ке не учиш?" И го избркаа надвор. Се најдоа во многу незгодна ситуација, бидејќи не можеа да аргументираат против тоа што го каже исцелениот. Немаат добар и соодветен одговор на тоа што се случи, а и фактите не беа на нивна страна. Не знаеја како да одговорат и затоа го избркаа исцелениот, бидејќи беа гневни. Тоа значи дека го екскомуницираа. А верувајте ми, во тоа време екскомуникацијата од јавниот религиозен живот беше сериозна работа. Тоа значеше дека не можеше да влегува во храмот. А доколку отвореше свој бизнис, од другите се очекуваше да не соработуваат со него. На некој начин, исцелениот беше прогонет. Со оглед на тоа што е исклучен од сите религиозни и социјални активности, со него требаше да се однесуваат исто како со лепрозен. Забележете што се случува потоа. Господ Исус дојде на сцената. Досега исцелениот го бранеше Исус и неговата служба, а сега повторно се сретна со него. Исус дозна дека го истерале и затоа дојде кај него и му го постави најважното прашање. Религиозните водачи го прашуваа што се случи, а Исус го праша во кого верува. Исус чу дека го истерале, па го најде и му рече: "Веруваш ли ти во Синот Божје?" Човекот беше исцелен, но за да биде спасен требаше да поверува во Синот Божје. Неговите очи беа исцелени, но Исус сакаше да му даде и духовно исцеление, да му даде нов живот и да му ги отвори духовните очи. Тој одговори и рече: "А кој е
Господи, па да поверувам во него? Во неговиот одговор се гледа желба за да оди чекор понапред, да го спознае Божиот син и да поверува во него. Исус му рече: си го видел, токму она е кој зборува со тебе. Одговорот на Исус е едноставен. Ти веќе го гледаш Синот Божи, бидејќи разговараш со него. А тој рече: верувам, Господи, и му се поклони. Ова е една од најубавите средби кои се запишани во Божиот збор. Човекот беше роден слеп и се што се случи од исцелението по се до овој момент беше вид на подготовка за тој да може да исповеда вера во Господ Исус. Исус трпеливо го водеше овој човек чекор по чекор, за на крај да може да каже: верувам, Господи, и му се поклони. Тоа се и чекорите низ кои секој грешник минува за да дојде до спасението. Прво сме духовно слепи. Не само што сме грешници, туку и не сме доволно свесни за духовната состојба во која се наоѓаме. Кога Исус ни ги отвара очите, можеме да видиме и да разбереме кој е тој и што направи за нас. Ако некој не праша дали веруваме во Божиот син, на нас останува да го сториме тоа што го направи исцелениот. Да кажеме: верувам, и да му се поклониме на Господ Исус. Слушнете што вели Господ Исус во стих 39. И рече Исус: за суд дојдов јас во овој свет, за да прогледаат слепите, а оние што гледаат да станат слепи. На прв поглед, оваа изјава звучи многу збунувачки. Предпоставувам ке се согласите со мене. Што значи тоа дека дојде на овој свет за слепите да прогледаат, а оние кои гледаат да станат слепи? Еве што сакаше Исус да каже. Има луѓе кои гледаат, а сепак не можат да видат, односно имаат очи, но не го гледаат духовното, туку само физичкото. Апостолот Павле во 1 Коринтијаните пишува дека оние кои се водат според телесните желби не можат да ги примат нештата кои доаѓаат од Светиот Дух. Во 2.14 пишува дека за таквите луѓе духовните богатства се глупост и безумство и затоа не можат да ги спознаат. Зошто е тоа така? Зашто немаат духовна проникливост и не можат да го разберат духовното. Да ве потсетам на настанот кој ви го спомнав пред некоја епизода, за рударите кои беа заглавени во рудникот поради експлозијата. Откако стигна помошта, еден од нив рекол: зошто не ни пуштат светло? А неколку силни светла биле вперени кон него. Неговите колеги биле изненадени од таквиот коментар, но веднаш сватиле дека го загубил видот како резултат на експлозијата. Кога се наоѓаме во присуството на Исус, а се уште велиме не гледам, или како Пилат се уште се прашуваме што е вистина, нашата диагноза е дека сме духовно слепи. Бог ни е открил вистината преку неговиот збор и преку Христос. И затоа немаме причина да кажеме дека не знаеме кој е тој и дека не ја знаеме вистината. Луѓето кои се соочиле со Христос, а сепак не ја гледаат неговата божественост и убавина, се духовно слепи. Таквите имаат функционални очи на главата, но очите на нивните срца се затворени. Денес има многу луѓе кои одат во црква и го слушаат Евангелието, бидејќи некое свештено лице им го чита Божиот збор. Такви се во присуството на светлината, но голем дел од нив продолжуваат да живеат своеволно, без да поверуваат во Исус. Кога некој го слуша Евангелието, а сепак не верува во Господ Исус, за него Библијата вели дека е духовно слеп. Од друга страна, има луѓе за кои Исус вели дека се слепи, а ќе прогледаат. Тоа се однесува на сите луѓе кои признаваат дека се духовно слепи и дека им е потребен неговиот допир. Тоа се оние луѓе кои веруваат во неговата смрт и воскресение. Сите луѓе се раѓаат духовно слепи, а некои остануваат такви до крајот на животот. Оние кои признаваат дека се духовно слепи, ќе добијат вид. Забележете што пишува во стих 40. Го чуја тоа некој од фарисеите што беа со него и му рекоа: зари ние сме слепи? На почетокот од оваа глава читавме за слепиот човек, а некаде при крајот за слепите религиозни водачи. Тие беа духовно слепи. Трагично е кога некој е духовно слеп, а за жал денес има многу такви луѓе. Уште потрагично од тоа што се слепи е фактот што не се свесни за своето слепило. Стих 41. Исус им рече: да бевте слепи, грев немаше да имате, а сега велите дека гледате, затоа и гревот ви останува.
Со други зборови, во присуството на Христос, во присуството на светлината, во присуството на Божјото откровение, тие велат, не сме грешни. Тоа е доказ дека се духовно слепи, иако тврдат дека гледаат. Денес има многу луѓе кои мислат дека се паметни и дека ја гледаат вистината и реалноста таква каква што е, но се духовно слепи. Атеистите, припадниците на култови и други религии, се луѓе кои тврдат дека ја гледаат вистината, но тие се како овие религиозни водачи, кои се уверени во нешто што не е реално. Секој кој го отфрла Христос е духовно слеп и неговиот греф останува. Сакам да знаете дека ако претходно сте го отфрлиле Исус, денес имате можност да поверувате во Него и да почнете да го следите. Се додека сте живи, имате прилика за вера, покаяние и исцеление од духовното слепило. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.